Благодарам, почитувана председателка. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во висина од 308 милиони денари за изградба на пречистителна станица за отпадни води. Молам министерката да се произнесе по амандманот. Благодарам. Амандманот не се прифаќа и би сакала да укажам, вчера исто така укажав дека доколку е приоритетен проект за општината, има можност да аплицираат преку ИПА средствата, програмата за рурален развој и програмата за равномерен регионален развој. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Збор има претеничката Слаđana Митовска. Благодарам, почитувана председателка. Во ред. Навистина ме разочарува тоа што министерката за финанси некако има несериозен пристап кон амандманите поднесени од опозицијата и досега не слушнав да биде прифатен некој амандман. Конкретно, моите амандмани кои што беа поднесени и за ребаланс на буџетот и сега, досега немам прифатено нити еден амандман од страна на министерката за финанси. Ова говори дека, претпоставувам дека ова говори дека оваа власт нема слух за потребите на граѓаните доколку тие бидат презентирани преку пратениците од опозицијата. Почитувана министерке, ова е предизборно ветување на актуелниот градоначалник на Крива Паланка, кој е од Социјалдемократскиот сојуз и беше ветено како еден од приоритетните проекти кои што ќе биде реализиран во Крива Паланка. Претпоставувам, еве да речеме дека Крива Паланка како помала општина можеби нема доволно средства се со цел да се овозможи реализацијата на овој проект, но тоа не значи дека не е значен и не е потребен за жителите на Крива Паланка. Бидејќи сега дискутираме за буџет кој што е за 200 милиони поголем од претходниот, претпоставував и очекував да имате разбирање и овие дел од нашите амандмани да бидат прифатени се со цел да овозможиме реализација на проекти кои што се значени за жителите од општините од каде што и доаѓаме. Додека со овој ребаланс на буџет се предвидуваат над 850 милиони евра за стоки и услуги, а пари за значени проекти очигледно дека се нема или се нема слух да се одобрат. Зошто ги спомнувам овие 850 милиони евра за стоки и услуги? Затоа што ова е начин оваа власт недомаќински да ги троши парите за апетисани, за службени патувања и за скапи дневници, но при тоа да не води грижа за основните потреби на жителите на Крива Паланка. Почитувани колеги, сите ние знаеме дека е значено да се изгради пречистителна станица за отпадни води, се со цел да се акумулираат сите отпадни води од градот, нивно филтрирање, односно физичко чистење, а и хемиско пречистување за кој што ќе биде значено за жителите на Крива Паланка. Вакви пречистителни станици, колку што слушнав изминативе неколку денови, бара најголем дел од пратениците кои доаѓаат од внатрешноста, но не слушнав дека било некој од нивните амандмани беше прифатен. Ова само потврдува дека власта одвојува пари за стоки и услуги, одвојува пари за скапи дневници и непродуктивни трошоци, но кога станува збор за потребите на граѓаните, воопшто се нема слух. Не сум задоволна од одговорот на министерката, но за жал реалноста е таа. Ова уште еднаш само потврди дека се нема ниту слух, ниту желба да се помогне на жителите на општина Крива Паланка. Благодарам, бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата и амандманот го ставам на